Кратки најави за денешниот дневник. Продолжува битката помеѓу стружани и бездомните кучиња. Општинската организација на СДСМ од Охрид реагира на поскапувањето на услугите на јавните предпријатија. Традиционално, по 16 пат одбележан празникот Свети Сава и во Охрид. Визер, Луфтханза и Егеан Ерлајнс доставија понуди за субвенционирани летови. Светот се сеќава на жртвите на Холокаустот. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно, ветровито и студено со благ пад на дневните температури кои ќе бидат во повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната дневна температура 5 степени. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде умерено облачно, ветровито и студено. Утре над најголем дел од европскиот континент стабилно време со локална облачност, релативно студено со исклучок на северна и источна Европа каде температурите ќе се над повеќегодишниот просек. Локални врнежи се очекуваат во југоисток од Европа. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и студено. Локално во централните и источните делови слаби локални врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури од 0 до 10 степени Целзиусов. Во Македонија во сабота студено утро со пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од -6 до +2 степени, а во текот на денот времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и малку потопло. Максималните дневни температури утре од 3 до 10 степени. Во Охрид во сабота студено утро со температура од -1 степен, во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди и температура до 6 степени. Следните денови студени утро со температури од -1, -2 степени, а во текот на денот времето умерено облачно, со сончеви периоди, а дневната температура ќе достигне 5 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Продолжува битката меѓу стружани и бездомните куќиња. Активистите алармираат за масовно труење и убивање, од друга страна продолжуваат нападите од агресивни глутници врз граѓаните. Пред неколку денови од глутница агресивни куќиња беше нападната девојка во Струга. Таа заврши во болница со рани од угризи на раката и ногата. За стравот и траумите отворено зборуваше пред камерата на ТВМ телевизија. Се провлекува проблемот со бездомните куќиња во Струга. Активистите алармираат за нови напади врз животните, пишуваат за масовно труење на уличните куќиња во градот. Од друга страна, продолжуваат и нападите врз граѓаните. Пред неколку денови од глутница агресивни куќина беше нападната девојка во Струга. Таа заврши во болница со рани од угризи на раката и ногата. За стравот и траумите отворено зборуваше пред камерата на ТВМ телевизија. Беа 6 куќиња, од кои што сите се втрчаа код мене. Едното ме касна за левата нога, другото за раката, третото ми скокна врз градите, со што лаеше вака врз мене. Поентата е тоа што куќињава имаат огромен замав за мене во градов. Јас нема да сум последната жртва, ниту бев првата, а ние како граѓани не превземаме ништо. Само седиме дома, овкаме, леле. Мислам дека е редно време да се собериме сите ние граѓани и да одиме кај оние што го бараат нашиот глас, за да го слушнат нашиот глас. Стојановска вели е голем љубител на куќињата и секогаш била на страната на заштитата, но бараат општината итно да преземе мерки за решавање на овој горлив проблем со кој се соочуваат стружани. Куќињата не смеат да бидат на улиците, а граѓаните не може да живеат во страв. Јас се надевам дека ќе бидат спроведени тие стационари, дека ќе има кастрација на куќиња и слично. Навистина сум против убивање, јас сум љубител на животни. Сум против убивање, но сепак човечкиот живот вреди многу повеќе. Во ова ваква ситуација со олку куќиња бесни и агресивни, да, страв ме да шетам сама, но станувам љубител на животни. Институциите овој проблем не го гледаат како проблем, не се замараат воопшто со ова, затоа што до нив не допира. Вина имаат и граѓаните кои земаат милиници, а по известно време ги фрлаат како партали на улица. Така со години расте бројот на уличните куќина, кои изгладнати, тепани и бркани потоа напаѓаат. Од општина Струга, после масовното убивање со пушка на десетина улични куќиња, најавија дека е распишан тендер за заловување, кастрација, стерилизација, нивно обележување и враќање на улица. Воедно направен е проект за изградба на стационар, но за негова реализација се бара финансиска поддршка од државата. Општинската организација на СДСМ на пресконференција упати низа критики за работењето на локалната власт. На удар поскапувањето на цените на услугите од јавните претпријатија во Охрид. Се бараат оправдувања во светската енергетска криза, а се троши на нови вработувања и ангажирање на надворешни адвокатски куќи, кажа портпаролот на охридските социјалдемократи. Очигледно ДПМН ја превзеде локалната власт само за да обезбеди лични комодитети и уживање на своите послушници. Од сите ветени проекти ДПМН еве веќе нешто од повеќе од една година ги исполнува доследно проектите за зголемување на цените на јавните претпријатија во градов, кажа Јован Крлев, портпаролот на општинската организација на СДСМ. Зошто се зголемени цените за скоро 100% во јавното претпријатие Градски гробишта? Последното поскапување на цените во ова јавно претпријатие е срам и врв на неодговорноста на менаџерскиот тим и безчувствителноста во поглед на задоволување на партиските апетити. Портпаролот Крлев исто така упати прашање од каде потребата за зголемување на цените во јавните претпријатија Билјанин извор и Нискоградба и Градски пазар, како што кажа, ваквото поскапување на цените во иднина ќе го испразни пазарот од закупците или ќе ги зголеми цените на земјоделските производи. ДПМН и коалицијата изгледа немаат граници во собствената бескрупулозност, потенцира Крлев. Секое зголемување на цените ДПМН го представува како оправдание за светската економска и енергетска криза и додека постојано ги излагаат своите оправданија, истите реализира нови вработувања, дуплираат работни места, ангажираат правници и адвокатски куќи во претпријатијата и најлошо од се што им доцнат со плати на вработените.
И како што веќе и народот навикна, сега секако ги очекуваме клеветите, навредите, обвинувањата од ДПМНЕ. Единствено тоа е нивен препознатлив стил кога во животот се нема аргументи, тога се користат навреди, каже на пресконференцијата Јован Крлев, портпаролот на општинската организација на СДСМ. Српската заедница во Охрид го одбележа празникот Свети Сава. По 2-годишната ковид пауза, членовите на Српското здружение Коштана во пригодна атмосфера во присуство на бројни членови на Српската заедница во Охрид го одбележаа празникот посветен на првиот српски архиепископ и просветител. На прославата присуствуваа почесниот конзул на Република Србија во Охрид, градоначалникот и секретарот на општината. Традиционално по 16-ти пат одбележан празникот Свети Сава во Охрид. Членовите на Српското здружение Коштана во пригодна атмосфера со молитва, сечење на славската погача и вино го одбележаа христијанскиот празник Свети Сава. Свеченоста започна со оддавање почит, слушајќи ја химната да воскликнеме со љубов на просветителот Свети Сава. Сречко Стојановик, председателот на Српското здружение Коштана, вели дека завршува 2-годишната пауза заради COVID-19 и дека продолжуваат сочествување на еден од најголемите празници за српскиот народ. Свети Сава е значаен за нас србите, затоа што е тој прв српски архиепископ и основал Српската православна црква, се изборил во Цариград за Печка патриаршија и тогаш стануваме самоставна православна црква и е голем ученик, и е просветител на сеот српски народ, со тоа што во Србија повеќе се слави како ден на образованието, а кај нас во Македонија ние како Српско здружение го презедовме како слава на здруженијето. Минатата година беше отворен почесен конзулат на Република Србија во Охрид. Функцијата ја извршува господин Михајло Филев, кој истакна дека е среќен што за прв пат присуствува на значајна манифестација за србите во Македонија. Ова е еден голем празник на српската заедница и српскиот народ, бидејќи Свети Сава е основоположник и темел на српската црква, односно тој прв архиепископ, и со тоа заедно со двата братски народи, српското и македонското, возможуваме да имаме една темелна точка која не поврзува во сите наши културни верски сфери и секогаш ќе бидеме заедно во сите предизници, секако отворени према целиот свет. На прославата присуствува голем број граѓани од српската заедница во Охрид, а со свое присуство ја удостои градоначалникот Кирил Пецаков. Согласно постоечкиот закон за празници, денешниот ден е неработен за припадниците на српската заедница. Со одлука на градоначалникот на општина Охрид, Сашо Недески, професор по математика, е реизбран за директор на ОЕМУЦ Светинаум Охридски од Охрид, информира од училиштето. Вработените во установата му посакаа на Недески успешен нов мандат. ОЕМУЦ Светинаум Охридски континуирано и посветено работи на подобрување на условите и осовременување на наставниот процес, поддржано од локалната самоуправа, од Министерството за образование и Европската унија. Изминативе години центарот се реновира, доби модерна спортска сала, беа обезбедени нови компјутери за кабинетот по информатика, учениците се опремија со смарт табли и беа ставени во употреба лифт и тоалети за лица со посебни потреби. Во план е поставување фотоволтаици за енергетска ефикасност на објектот и проект за санирање и опремување на училишната работилница. Во центарот последните 5 години се реализира германскиот модел на дуално стручно образование, при што посебен акцент се става на практичната обука, а веќе излезе првата генерација техничари за индустријска мехатроника со меѓународен сертификат. Интересот кај полуматурантите за продолжување на своето школување во овој училишен центар од година во година расте. Отворени понудите на тендерот за субвенционирање на нови летови на двата аеродроми во земјава во наредните 2 години. Тоа се авиокомпаниите Wizz Air, Lufthansa и Aegean Airlines. Следната недела ќе биде извршена евалуација на понудите, пошто се очекува да има избрани авиокомпании со кои ќе се склучи договор за субвенции за нови летови. Годинава се предвидени 1,1 милион евра финансиска поддршка за нови авиолинии.
Авиокомпаниите Wizz Air, Lufthansa и Aegean Airlines доставија понуди на тендерот за доделување финансиска поддршка за нови авиолинии од меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид во периодот од 2023 до крајот на 2025 година. Понудите беа отворени денес во Министерството за транспорт и врски од страна на Комисијата за таа намена. Следната недела ќе биде извршена евалуација на понудите, пошто се очекува да има избрани авиокомпании со кои ќе се склучи договор за субвенции за нови летови. Со повикот, што беше отворено 20 декември минатата година до вчера напладне. За разлика од предходните повици, можат да бидат избрани повеќе авиокомпании. За годинава се предвидени 1,1 милион евра за финансиска поддршка за нови авиолинии. Финансиската поддршка, според повикот, ќе се доделува согласно критериумите за рангирање на новите дестинации по следниот редослед: период на оперирање на дестинацијата, број на неделни летови, атрактивност на аеродромот кон кој оперира, број на седишта понудени на продажба. Се предвидува да се доделува субвенција од 7 евра во денарска противредност по патник во заминување превезен од меѓународниот аеродром Скопје и 4,5 евра во денарска противредност по патник во заминување превезен од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид. На 1 март минатата година заврши последниот од трите договори за субвенционирани летови со унгарскиот нискобуџетен авиопревозник Wizz Air. Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид ја завршија минатата година со приближно 2,4 милиони патници и 19.448 летови. Двата аеродроми забележаа 70% пораст во патничкиот сообраќај минатата година споредено со 2021, додека споредено со референтната година во воздухопловството в 2019-та, патничкиот сообраќај е на минус 11%, односно 89% стапка на закрепнување согласно статистиката на патничкиот авиосообраќај за 2019 година. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Денеска е ден на сеќавање на Холокаустот, 27 јануари е избран бидејќи на тој датум во 1945 година Црвената армија го ослободила Аушвиц, каде пронашла околу 7000 преживеани затвореници во логорот, меѓу кои 700 деца. Станува збор за крај на еден од најлошите ужаси во историјата на човештвото, кој траел цели 1689 дена, при што повеќе од милион луѓе, главно евреи, биле индустријски убиени. Аушвиц всушност бил дел од комплексот логор кој нацистите го изградили во окупирана Полска со намера да ги истребат сите евреи во Европа. Ова беше една од фиксните идеи на нацистичкиот водач Адолф Хитлер. Познатиот германски филозоф Теодор Адорно ја објави познатата реченица во своето дело Културна критика и општество од 1949-та. Пишувањето поезија по Аушвиц е варварско. Адорно подоцна возврати за тоа тврдење, но сепак совршено го доловува шокот и ужасот на Аушвиц, најстрашниот од сите нацистички логори на смртта. На влезот во Аушвиц стои циничниот надпис Arbeit macht frei, односно работата ослободува, што имало за цел да сугерира дека тоа е работен логор. Од 1942 до крајот на 1944 1,3 милиони луѓе биле однесени во Аушвиц, од кои 1,1 милион биле убиени. 960.000 најмногу евреи, 74.000 пољаци, 21.000 роми, 15.000 советски затвореници. По повод одбележувањето на денот на сеќавање на жртвите од Холокаустот, денес во седиштето на Обединетите нации во Њујорк изложена е новата инсталација која ги расплака посетителите. Станува збор за книга на имиња на речиси 5 милиони жртви на Холокаустот, документирани во книгата на имињата. Книгата е широка 26 стапки, 7 стапки висока, ја постави Јад Вашем, светскиот центар за сеќавање на Холокаустот, во фоајето на посетители на зградата на Обединетите нации. Отворена е за јавност во следните 3 недели. Унгарија ќе стави вето на било какви санкции на Европската Унија против Русија кои влијаат врз нуклеарната енергија, изјави денес премиерот Виктор Орбан за државното радио. Украина ја повика 27-та членка е на ЕУ да ја вклучи руската државна компанија за нуклеарна енергија Росатом во санкциите, но Унгарија, која има руска нуклеарна централа што планира да ја прошири заедно со Росатом, го блокираше тоа. Унгарија, членка на ЕУ, постојано ги критикуваше санкциите на ЕУ кон Русија поради нејзината инвазија врз соседна Украина, велики дека тие не успеа значајно да ја ослабат Русија, додека ризикуваат да ја уништат европската економија. Западот не воведе санкции за Росатом откако Русија ја нападна Украина.
Паднаа и првите апсења за измамничката шема на Флорида САД, каде 25 луѓе се обвинети за вмешаност во шема за продажба на лажни дипломи за медицински сестри на неколку училишта. Федералните обвинители кажаа дека на овој начин биле поделени повеќе од 7600 лажни дипломи. Трите медицински школи во кои биле продавани лажните дипломи во меѓувреме се затворени, а секој од обвинетите се соочува со затворска казна и до 20 години. 7600 студенти платиле вкупно $114 милиони за лажните дипломи, кои овозможувале да го полагаат националниот испит за медицински сестри, а потоа да добијат лиценца за работа во повеќе американски сојузни држави во здравствени институции. Надзорните камери на автобус го снимија моментот кога возач изгубил контрола над возило и автобусот паднал во Турско езеро. Возачот се обидувал да се качи на траект пред несреќата. Тројца патници се пренесени во болница, но за среќа никој не се здобил со повреди опасни по живот. Несреќата се случила вчера на пристаниште за траект Атабе во источна Турција. Според локалните медиуми, мештаните веднаш дошле на помош, ги искршиле стаклата на возилото и извлекле неколку преплашени патници. Противпожарната служба набрзо пристигнала на местото на настанот и извршила операција за спасување на десетици патници. Тоа е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое што не следавте. Довидување.